4 месеци по отворањето, Канцеларијата за бесплатна помош и совети за ромската популација од гостиварскиот регион бележи позитивни резултати и интерес кај граѓаните. За вадење на документи, пополнување на формулари и слично, досега им била пружена помош на 50 на граѓани роми од Гостивар. Студентите пак по медицина кои се ангажирани за медицински совети и прегледи, дневно примаат од 5 до 10 пациенти. Канцеларијата функционира како дел од проектот Секој има право на здравствена заштита на Асоциацијата за демократски развој на ромите Сонце од Тетово. Со текот на времето, веќе после првиот месец од како ги информиравме, односно од како ја информиравме ромската популација, веќе они сватија која ни е нашата цел. Интересот е доста голем, бидејќи има голем број на луѓе кои се со хронична хипертензија и они имаат потреба во текот на денот да се го измерат својот притисок и да видат дали терапијата доволно им делува. Затоа оваа канцеларија им е како добро дојдена. Кога ќе прошетаат низ градот, знаат дека е веќе канцеларијата отворена, ќе дојдат, ќе се измерат и шеќер, особено оние кои се со дијабет тип 2, и воедно ќе се измерат тензија, која им овозможува една контрола на нивната здравствена состојба. И како што реков, откако се отвори оваа канцеларија, добиваме фидбек позитивен од ромската популација дека е многу интересно и битно ова за нив. И сметам дека како информацијата околу нашата работа се проширува, така и потребата, односно така и работата на младите студенти е се поголема. Најголем проблем во однос на користењето на здравствените услуги кај ромското население е немањето документација. Искуството покажало дека најмногу помош е потребна токму во делот на обезбедување на лични документи, книшки, барања и слично. Често доаѓа до иселување, повторно враќање на ромската популација. Да речеме, имавме многу на роми кои излегуваат надвор од државата. Едно известно време ги немаше, па кога повторно се врати има потреба од одредена документација. Сето тоа прави некаква си пречка да ромите не можат да ги користат тие здравствени услуги и ние тука излегуваме во пресред со вадење на документација, со вадење на книшки, бидејќи свесни сме дека за да се ужива правото во здравството, потребно е да се има одредена документација која овозможува да се користат тие услуги во здравствениот систем. Значи во моментот имаме помогнато некаде околу 50 роми кои побарале одредена помош во остварување на своето право. Таа помош се состои од вадење на лична карта, вадење на здравствена книшка, потполнување на формулари, така да околу 50 асистенции веќе имаме направено. Имавме неколку асистенции каде што на одредени роми кои немаат здравствена книшка не знаеа како да извадат, па заедно со нив одевме до институции, до фондот за здравство, вадевме документи и овозможиме да се здобие да се стекна со здравствено осигурување за да може да ги користат услугите. Канцеларијата за помош и совети се наоѓа на улицата 29 ноември зад општинската зграда и работи секојдневно за граѓаните роми кои имаат потреба од ваков вид на помош. Проектот ќе продолжи да се реализира до крајот на оваа година.